Со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Вечерва полициска акција во која се приведени повеќе полициски службеници за трагедијата во Кочани. Според информациите, приведени се началници и полицајци кои биле на смена или вкупно 13 лица. Меѓу нив и началник на Крим полиција, сменоводител ноќта кога се случила несреќата, началник на ОВР Кочани, началник на економски криминал при полициска станица Кочани. А поречиси 3 месеци од трагедијата во Кочани, обвинителството ќе покрене обвинение. Колку мина од осомничените ќе се најдат во обвинителна клупа, ќе биде познато утре. По неполни 3 месеци од трагедијата, обвинителството утре ќе покрене обвинение за пожарот во Кочани. Во истрагата за тешки дела против општата сигурност се гонеа 47 лица, но за колку мина од нив ќе биде поведен обвинителен акт. За сега е непознато. Паралелно продолжува истрагата против 14 полициски службеници, за кои се уште се прибираат докази. Премиерот Мицкоски денеска изјави дека обвинителството има одврзани раце, а тој ќе се воздржи и нема да одговара на прозивките од опозицијата. Бидејќи, како што рече, тоа може да се протолкува како притисок врз правосудните органи. Јас сум многу внимателен кога станува збор за истрагата за случајот во Кочани и цело време зборувам само за една работа. Обвинителството има одврзани раце да прави се што мисли дека е поврзано со тој случај. Ама буквално се. И колку повеќе политички пораки испраќаме, тоа може да се чувствува како притисок, затоа се обидувам да молчам. Еве, трпам се, ме обвинуваат од опозицијата. Нека бидат тие некрофили, еве јас на мој грб нека се сведе све. Само обвинителството нека си ја заврши својата работа без да имаме политички пораки. Во меѓувреме од СДСМ и денеска на пресконференција обвинија дека власта ги штити вистинските виновници за Кочани. Додека родителите плачат, а државата треба да донесе правда, директните виновници се штитат од истрагата. 3 месеци по трагедијата, нема вина, нема одговорност за оние кои ако делувале вечерта, трагедијата ќе била спречена. Вистинските виновници се уште се на слобода. Началници, инспектори, министри, сите тие кои требало да спречат, се штитат во истрагата. Истрагата се затвора без ниеден обвинет актуелен функционер. Последен на списокот осомничени за трагедијата е Александар Нацев, собственик на агенцијата која ја обезбедувала дискотеката. Немала склучено договор за обезбедување, работела без безбедносна проценка и дозволила влез на малолетници. Кочанскиот суд веќе му определи мерка притвор од 30 дена. Од обвинителството во текот на целата истрага велат дека во зависност од обезбедените докази може да бидат опфатени и други лица. Сега се гонат поранешни и актуелни министри, градоначалници и директори. Извршени се распити на околу 400 сведоци и оштетени. Во пожарот во дискотеката Пулс загинаа 62 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Мартин Арсов, Сител телевизија. За само 3 дена 109 граѓани искористиле телефонската линија отворена за повредените и нивните семејства, која е во директна комуникација со канцеларијата на премиерот. За 3 дена над 100 од повредените во Кочанската трагедија и нивни семејства ја контактирале владата и кажале што им треба во процесот на опоравување. На телефонскиот број кој е во директна комуникација со канцеларијата на премиерот. Дел од нив побарале пулмолози да доаѓаат во Кочани, наместо повредените да одат на контроли во Скопје. Други посочиле на можноста неопходните масти и завои да ги има во болницата, а не да се шетаат и да ги бараат по аптеките. Кога ги примаме ние таквите, да речеме, предлози кои што ги имаат пациентите, веднаш ги проследуваме до здравствените власти за тие да најдат механизам дали е возможно да се пренесат и опремата, но и пулмолозите да бидат достапни во Качанската болница за да го скратиме тој временски период. Најголем број од оние предлози и барања кои што ги добиваме се однесуваат на дополнителна здравствена грижа која што или во моментот им е потребна или ќе им биде потребна можеби во следниот период. Од утре почнува и реконструкцијата во Кочанската болница која ќе стартува со одделението за физикална терапија. А лекарски тимови ги прават и последните подготовки за одењето на Пониква.
Првата група која што ќе стартува се повредените кои што веќе обавуваат физикална терапија во Штипската и во Кочанската болница. Исто така ќе имаме и пациенти кои што имале само изолирана инхалаторна повреда, нема да изоставиме никој, значи ќе бидат комуницирани сите пациенти, ќе им биде понудено на сите, значи и ќе ги добиеме значи нивните желби и можности за како би сакале да се одвива физикалната терапија. Речиси се завршени и прегледите на сите кои беа повредени во пожарот. И според лекарските проценки се поделени во 5 групи според степенот на повреди. Кај пациентите, освен изгореници, имавме пациенти и со инхалаторна повреда, како и го земаме моментот со психолошката травма. Пациентите според класификацијата и групите, тие пациенти што се во 4-та и во 5-та група, очекуваме дека дефинитивно ќе им биде потребно продолжено лекување, а кај дел од нив и оперативен хируршки третман. Особено се однесува на пациентите што се во 5-та група. Во моментот на физикална терапија во Кочанската болница одат 45 од повредените. 3 месеци по трагедијата, 5 пациенти се уште се на лекување во странство. Сања Димитровска, Сител телевизија. Историската комисија меѓу Македонија и Бугарија денеска и утре заседава во Скопје без големи најави за состанокот. Историчарите разговарале во МНР. Зоран Јаневски во овие вести имали детали за што е разговарано. Да, денеска во Скопје почна дводневниот состанок помеѓу македонските и бугарските историчари од мешовитата комисија, но според изјавите од бугарска страна, после првиот работен ден не е постигнат никаков напредок. Според изјавата на председателот на бугарскиот дел од комисијата Ангела Димитров, историчарите најдобро се разбирале за времето предвидено за ручек. Тој открива дека побарале заедничко чествување за Марко Цепенков, но од страна на македонските историчари предлогот бил одбиен. Средбата ќе продолжи и во текот на утрешниот ден. Од македонска страна не откриваат детали за што се разговара на состанокот. Велат дека по завршување на утрешниот состанок, односно на крајот од дводневната средба, преку писмено соопштение ќе информираат дали е постигнат некаков напредок и за што се разговарало. Сепак повеќе за почетокот на денешниот состанок кој ќе продолжи во текот на утрешниот ден гледаме во прилогот. Македонските и бугарските историчари од мешовитата комисија на нова средба, овој пат во Скопје. По првиот ден од дводневниот состанок, според бугарските историчари, не е постигнат никаков напредок. Откриваат дека побарале заедничко чествување на Марко Цепенков, еден од најистакнатите македонски преродбеници од 19 век, но предлогот бил одбиен од македонските представници на комисијата. Днешната ни среща не се различава почти по ништо од предишните. Најдобра е атмосферата по време на општиот објад. Не се разбираме по суштинските въпроси, които трябва да разискваме, така че не може да кажем, че сме свършили нищо полезно. Марко Цепенков беше предложен, тъй като има кръглогодишнина, една личност от сферата на културата, която е уважавана и в двете държави. Затова беше предложен, но не се разбрахме с колегите от Скопие. Состанокот продолжува и утре, за кога од македонскиот дел на комисијата најавија дека ќе ја информираат јавноста за што разговарале со своите колеги од Бугарија. Комисијата досега има постигнато договор за заедничко чествување за 5 историски личности: светите Кирил и Методи, цар Самуил, свети Наум и свети Климент. Усогласени се и 5 препораки за измени во учебниците за 6-то одделение во Македонија и 5-ти клас во Бугарија. Според Димитров, следна средба комисијата ќе има на есен. По принцип не сме определили точна дата, но најверојатно ще бъде през септември. То ще направим 2 заседания. Едното в по-тесен състав онлайн, за да завършим някои от незавършените протоколи от предишни срещи, нещо, което правиме последно време и което е против същинската работа на комисията. И ще имаме едно редовно заседание към края на месец, на септември. Денешната средба на мешовитата историска и образовна комисија е 36-та по ред. Беше формирана како резултат на договорот за добрососедство подпишан пред 7 години.
Зоран Јаневски, Сител телевизија. На самитот на НАТО во Хаг нема да има средба меѓу претседателите на Македонија и на Бугарија, бидејќи Румен Радев нема да присуствува. Наместо него Софија ќе ја представува премиерот Желјасков. Но останува неизвестно дали тој ќе има средба со претседателката Силјановска. Премиерот Мицкоски вели дека секоја иницијатива за диалог треба да биде прифатена. На самитот на НАТО нема да има средба на претседателско ниво помеѓу Македонија и Бугарија. Во Хаг наместо претседателот Румен Радев, представник на официјална Софија, ќе биде премиерот Росен Желјасков, а од македонската страна веќе е потврдено присуството на претседателката Силјановска Давкова. Но се уште е неизвестно дали ќе има средба помеѓу нив двајца. Премиерот Мицкоски денеска истакна дека доколку има било каква иницијатива за средба меѓу македонската претседателка и бугарскиот премиер, и тоа треба да се прифати, за да се покаже проактивност. За ова ќе разговарал и со претседателката. Председателот на Европскиот совет даде предлог. Ние го прифативме тој предлог. Одма, веднаш, без дилема, да се седне помеѓу двајцата претседатели, фасилитирано од страна на Европската унија, за време на настан во кој што сме рамноправни, едните и другите. На тој состанок имаше идеја да присуствува и генералниот секретар УТЕ, представници од американската администрација и да ги скрстиме аргументите. Сега таму гледаме една екзибиција, можеби е таков начинот на функционирање на бугарската политичка сцена. Во Вашингтон, на самитот во Вашингтон, присутен беше премиерот, каде што бев јас присутен. Логично е да ротираат претседателот и премиерот, барем таква е праксата. Мицкоски вчера рече дека кочницата од Бугарија за Македонија на патот кон членството во ЕУ не е внесување на бугарите во уставот, туку бугарските барања се обид да се создаде нова македонска нација која користи нов македонски јазик, кој почива на бугарски корени. Токму гласањето за предлог извештајот за напредокот на Македонија, кое беше одложено за 24 јуни, е последната причина за заострување на политичката реторика помеѓу двете соседни земји. Откако известувачот Вајц потврди дека трпи бугарски притисоци и опозицијскиот лидер Филипче побара официјална Софија, јасно да каже дали уставните измени ќе бидат последното нивно барање. Самитот на НАТО ќе се одржи на 24 и 25 јуни во Хаг, а присутни ќе бидат сите челници на ЕУ и Алијансата. Александар Динев, Сител телевизија. Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија донесе едногласна одлука да го избере игуменот Георгиј за нов митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. Неговата хиротонија е закажана за Петровден. Георгиј беше замонашен на 27 мај, на 28 беше ракоположен за јеродјакона, на 29 за јеромонох. На празникот Педесетница беше произведен за игумен од страна на архиепископот Стефан. Со денешната одлука тој треба да ја преземе духовната и административна одговорност на една од најзначајните епархии на МПЦ, која опфаќа дел од Западна Македонија, вклучително градовите Струга, Охрид, Дебар и Кичево. Раководен од Светиот Дух, Светиот архиерејски синод, едногласно и еднодушно го избра неговото високо преподобие, архимандритот господин Георги Ѓорѓевски, за митрополит на Дебарско-Кичевската епархија при Македонската православна црква Охридска архиепископија. Достоен. Наречението на новоизбраниот митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 12 јули 2025 година на Петровден во храмот Свети Климент Охридски Свети Пантелеймон на Плаушник, а епископската хиротонија и интронизација за митрополит Дебарско-Кичевски ќе се изврши на 13 јули 2025 година на Павловден во соборниот храм на Охридските архиепископи Света Софија во Охрид. Тоа е крајот на овие вести, следните се во 23. Имајте пријатна вечер.